Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, дојде време и за нов тайм-аут. Денес гостин ќе ни биде еден фудбалски работник од Тетово, секако и поранешен фудбалер, кој што денес извршува една интересна функција во фудбалот. До сега сме немале човек со ваква функција, ќе разговараме и за неговата кариера, меѓутоа што носи и оваа функција, односно со нас денес е комесарот за безбедност на фудбалскиот клуб Тетекс, Зоран Трпковски, односно како што сите во Тетово го знаеме, или Трпе или Зоки Електро. Да. Трпковски, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин и да го снимиме овој тайм-аут. Ви благодарам и на вас, на вашата ценета емисија, што одвоивте време и се сетивте на мене да направиме една ваква емисија новогодишна, да речеме. И на сите гледачи на вашата телевизија им посакувам се најубаво и да настават да пратат овој тайм-аут. Така што мислам дека ипак во градов една ваква телевизија заслужува да има и еден ваков спортски програм. Трпковски, обично сите емисии ги започнувам со почетоците на спортските почетоци на моите гости, така ќе биде и денес. Ќе се вратиме на почетокот од емисијата, некаде 40-ти на години наназад, кога започнуваш да играш ти фудбал. Кога започна да играш фудбал и во кој клуб? Вака сега. Значи, моите први почетоци на фудбалската игра се 80-тите, значи поточно 80-та година. Прв мој матичен клуб и званичен клуб каде што мојот родител ме запиша е ФК Тетекс. Мој прв тренер во тогашно време беше покоен Марко Илиевски, кој сите добро го познаваме, кој спортски работник беше во нашиот град и пошироко. Во тоа време Тетекс и Марко Илиевски во самата пионерска школа имаше некаде околу 200-300 деца, од кои тие 300 деца се правеше селекција и беа поделени во 10 групи. Значи, јас со самиот мој почеток, нормално, што е, сум бил во таа 10-та група и постепено како одеше времето и се и поминуваше и со работа и тренинг, значи јас група по група стигнав до таа втора и прва група каде што веќе се назираше да се фати место во таа пионерска лига, да се влезе во тој пионерски состав, каде што имаше Тетекс своја пионерска школа, каде што имаше и своја лига во тогашна бивша Југославија. Тоа беше фактички македонска лига, каде што сочинуваја Вардар, Тетекс, Силекс, Победа, Пелистер и мислим еминентни имиња во македонскиот фудбал. Младинските категории ги поминуваш сите во Тетекс. Да. Значи, од почетокот, значи, од пионерска, кадетска и младинска школа, значи, целото моје фудбалско знаење е стекнато во матичниот клуб ФК Тетекс. Со тоа што многу брзо напредував, значи, неспорни беа моите квалитети во тоа време, многу бев за тоа време у мојата генерација и брз, значи, почнав као леви шпиц, значи, Марко Илиевски виде нешто во мене и многу брзо ме префрлаше од група во група, за да дојдам и да станам член на таа пионерска екипа, такмичарска екипа на ФК Тетекс. Кога влегов, значи, во таа пионерска, одбрани 20 деца, да речемо, во таа пионерска школа, ме презеде сега покоен многу добар фудбалер, легенда на ФК Тетекс Раде Алексич, каде што таа сезона, далечна, да кажам, 84-та година, значи, Тетекс беше поканет на еден турнир, пионерски турнир, каде што во Нови Пазар се одржуваше. Под водство на Раде Алексич, значи, јас бев тогаш, значи, во таа школа и бев земен, а на тоа, фактички на тој турнир, у бившата Југославија, значи, беа 4 екипи поканети. ФК Тетекс, Иванград, Нови Пазар и Рат од Београд. Бевме сместени во хотел Врбак, Нови Пазар. За мене тоа нешто беше фасцинантно, нешто некој голем доживлеј, затоа што тоа ретко што денес се тешко се случува и ретко може кој детенце тоа да го види. Значи, впечатоците мој и моето
па натамошно како што се развиваше брзо, значи против Рат, против Иванград, против Нови Пазар, значи бев тамо прогласен за втор најдобар фудбалер на тој турнир. Значи, и од тогаш па навака, кога се вратив, брзо, пред имав уште една година, значи право за пионерски такмичење, меѓутоа, мене ме уврстија рано влегов во младинските категории, каде што стварно ме презеде Стеве Заковски. Големо мислење за него, голем работник, голем тренер, каде што тачно знаеше што треба и како треба да се спреме еден младински играч, што му фали и како треба и кога треба те убаци во игра, кога треба да седнеш на клупа, ќе седнеш на клупа, значи тоа е фудбалскиот живот е таков, че не може секогаш да бидеш во форма. Значи мора да има и падови и успони, меѓутоа јас така напредував да и кај него се наметнав и ми беше чест да бидам и 16 играч покрај такви имиња што излегуваат ФКТ-Декс. Ќе го споменам Борчек Имовски, Скендер Јонузи, Ибро Османи, Алим Ходај, Башким Ливарека. Значи сите тие беа носители на играта на ФКТ-Декс и станаа фудбалери и го носеа дресот на ФКТ-Декс. Значи јас као најмлад во таа генерација успеав да влезем чак што више и во првата 11 на тој тим, каде што јас не играв на мојата природна позиција, меѓутоа пак ќе го споменам Стеве Заковски, он осети дека јас можам да играм и дефанзивно и ме врати на тој лев бек. Значи, тој момент, значи, лев бек требаше, се двоумеше, меѓутоа не се што ми даде шанса и ме уврсти у тие 11, кај што тие сите беа на излезу за упартим, он ме врати мене на леви бек и јас никогаш не сум се побунил, не сум рекол зошто или како. Значи, мене ми било битно само да играм фудбал. Значи, да бидем у 11, у првите 11, односно у тимот, затоа што знам дека на секого се даваше шанси, дека знам дека спрема заслуженото ќе се добиеш својата минутажа. Таа генерација на Тетекс станува и шампион на Македонија во младинска конкуренција. Таа генерација не, значи, нажалост не, меѓутоа бевме втори, меѓутоа генерацијата што замина предводена од Борче Јакимовски и Скендер Јонузи, а Алим Ходај, тие, значи, заминаа во прв тим и јас останав уште една година. Во таа генерација, кај што останав јас, као капитен, да речеме тогаш, на таа младинска екипа, значи со еден Дарко Савески, Зоран Јовановски, Горан Јовановски, Зираб Саити, значи Башки, Мујдин Ливарека, Дарко Танески, Жаре Серафимовски. Значи со таа генерација, јас као најстар, и од таа генерација мојата фактички 5 души само влеговме во првиот тим. Нажалост се тогаш зашто Жаре Серафимовски не влезе, не знам од кои причини, какви причини, меѓутоа само 5 можеа да влезат. Таа година, значи ова се случува некаде, па да не претерам, 88 или 89 година. Стануваме шампиони на Македонија, младински. Со еден бод пред Вардар. Значи, Силев Вардар, со Мома Илич, со Саша Илич, уствари, со Горан Караджов, Кралев, значи, генерација со Ерол Демир, Вардар, Силев Вардар, кај што успеавме да таа година да се носиме и да им одземеме таа шампионска титула и таа шампионска радост. Дали можеш да се присетиш на твоето деби во сениорска конкуренција во првиот тим на Тетекс? Вака се. Значи, многу добро се сеќавам и тоа ќе ми биде цел живот ќе си го носам во себе. Значи, 89-та година, 88-89 година, значи, последна утакмица за младинците одиграв ревијална пред утакмицата Тетекс да игра со победа на градски, значи првиот тим, а јас ја играв последната утакмица за младинци со помладокот на победа. Значи тоа беше предигра. Значи така беше тогаш, мора да игра предигра младинците, па играат после првите тимови. Победивме 1-0, го дадов голот јас, на асистенција од Дарко Савески, 89
9-та минута беше така, значи 0-0-0. Сепак не една добра асистенција од Дарко Савески, го дадов тој гол, победивме 1-0. И првото моје запознавање и влегување во тој прв тим го запознав тогаш, можеби најдобриот играч на ФК Тетевс за мене во тоа време, Горан Јордановски. После таа утакмица ме запозна Стеве Заковски, тренерот, што ми беше стварно една голема, како да кажем, сатисфакција и мотив да го запознаеш Горан Јордановски, значи кој што беше баран од Хајдук и од еминентни други клубови во Југославија. И така влеговме во прв тим јас, као Зоран Трбовски, Дарко Савески, Зоран, Горан и Зираб Саити. Значи 5 души влеговме од таа генерација во прв тим. Моето деби во првата екипа на ФК Тетекс, изванична утакмица беше 89-та година, 3 кола пред крајот на сезоната во Втората Југословенска лига против Раднички Пирот во Татово. Значи тогаш дебитиравме јас, Зоран, Дарко, Зираб, значи сите фактички дебитиравме на тој ден. Со победа? Нажалост, со пораз, од кој причини околности тоа не се, сега фудбалскиот живот ние сме биле само у тој момент дебитанти. Меѓутоа, нажалост, ги изгубивме таа утакмица 0-1, Раднички Пирот ги однесе водовите. Така да, за нас тоа беше едно ватрено, што се вика, крштење, да речеме. Кој беше тренер во првата екипа на Тетекс тогаш? Тогаш, фактички, со тие резултати во младинската категорија што ги оствари Стеван Заковски, автоматски дојде и Стеве Заковски и ga водеше првата екипа на ФК Тетекс. Стана и тогаш за прв пат шеф на случај штаб на ФК Тетекс. Да. И уште колку време се задржуваш во Тетекс? Во Тетекс се задржувам, нажалост, многу малце, не знам од кои причини, денеска не ми е јасно, можеби покрај моите анализи. Само мој, не можем сега никого да кривим, не можем никого да обвиним. Меѓутоа, у тоа време Тетекс носеше играчи од страна кај што беа добро платени, кај што играчите, политиката на клубот беше таква да младинските играчи, колку и да биле квалитетни, не можеле да дојдат за да играат во прв тим. Затоа што Тетекс имаше финансиски, беше стабилен клуб и се бараше, значи, висок пласман, кај што они, за да влезеш во првата екипа на Тетекс, значи, фудбалскиот живот е суров. Сакам да кажам се, значи, не можем да го тоа објасним, затоа што сум го осетил. Се деши прозивка, да речемо, бев повикан у канцеларија, голема жалост, значи, со тешко срце морав да напуштим Тетекс, мислам, не да го напуштим скроз, него Тетекс ме отступи на Вардар Обрвенец. Прво на Љуботан, а ФК Љуботан. Морав да прифатим, у разговор со шефот на случајниот штаб Стеван Заковски, Зоран вика, Тетекс ќе ве прати, као што ги прати сите играчи, ќе бидеш пратен и ти, значи не одиш далеко од клубот, тука си, значи, во Љуботан, и на сите што ве позајмуваме ќе бидете гледани, пратени и вратени. Се зависи све од самите вас, како ќе напредуете. Мене ми беше, да речемо, недраго, можеби драго што ете пак стана фудбалер, во првиот тим на Љуботен одидов, во првиот тим на Љуботен, знаеме Љуботен од овек кубурел, имало, немало, значи, меѓутоа работел професионално. Се работел во Љуботен професионално, било лига подоле, две, некогаш се дешавало да биде Љуботен. Меѓутоа, у Љуботен бев прифатен од многу добро од Томе Манеловски. Всичко Томе Манеловски популарниот, знаеме кој бил Томе Манеловски, од многу ме сакаше да дојдам во таборот на плавата боја. Бев прифатен убаво, меѓутоа најдов на едно, значи, припремниот период добро изработено, фатено место, обезбедено место во 11. Меѓутоа во тоа време не согласи се со шефот на случајниот штаб, не сакам да го кажам. Сега е покоен, не е меѓу нас. Мене фактички бев у 18, но никогаш не бев стандарден есенцијниот дел кај него. Причините ги знам, но времето си тече. Јас се разучарав во тоа време.
дојдоа зимски подготовки, се мислев дали додам во војска војна или да наставим да играм фудбал. Бев на раскрстица, значи, што да одлучам понатака. Во моментот кога така размислував, мене ми стигна покана за војска. И сега требаше да донесам одлука. Имав 30 до 40 дена да донесам одлука. Дали ќе останам, значи ова се дешава 90-та година, или ќе наставим да играм фудбал до јуни, па после да видам дали... обавезателен беше војниот рок. Размислив, донесов одлука, можеби најправилната, можеби не, можеби во тој случај јас размислував дека е правилно, и донесов одлука дека заминувам во војска, со тоа што благајникот од ФК Љуботен дојде и управата Истоичичко Томе Меноски ме разубедува да не одам, дека пролетниот дел ќе биде моја сезона и дека ќе играм сигурно. И јас на тоа останав нем, кажав дека сум одлучил да идем во војска и така заминав во војска, со тоа што у Хрватска, Пула. И после војниот рок, интересантна случка, јас добив тамо понуда од НК Лоши у Хрватска, што многу луѓе и јавноста не е запознаена со тоа. Делими што моите блиски пријатели го знаат тоа го знае и секретарот Џеро на ФК Тетекс, кој што ми ги спреми документите и ми ги испратија преку брза пошта, пошто више станува немери у Хрватска тамо. Јас потпишав тамо, бев капитен на гарнизон, имаше спортска чета, заедно со мене беше и Каргов, голманот од Скопје. Он го знае целата вистина. И они ми понудија таму договор за НК Лошинг, значи тоа беше втора поморска лига, каде што после војниот рок одмah ми беше обезбедено, значи стамбено прашање, плата и да останем таму. Но за жал, 90-тите, 91 година, знаеме и сите, почиња распадот на Југославија, почна да се пука, да се гине, што се вика, наши колеги почнаа да гина многу. Јас во тој момент бев стрикно одлучен да останем во Хрватска, меѓутоа еден телефонски разговор ми го промени размислувањето и текот на мојот живот. Можеби тоа беше прекретница, можеби не, меѓутоа у тој момент, ете се јави сестра ми, ме убеди, ми разубедува, плачеа, врати сеќите плата на борбена линија, вамо тамо. И јас нема кој да те поучи, млад, 19 години, значи, голобрат што се вика, па фудбал ме убедува дека ќе играш у Македонија, значи, млад си, времето е пред тебе. Така да се вратив. Хајде што се вратив во Љуботен, немам право на настап. Значи прво во Тедекс, немав право на настап, затоа што брисовницата не можев да ја земам 6 месеци од Хрватска. Тамо фати више енормно рад. И немав никаква комуникација да добием, за да ми ја испратат таа брисовница. Така да 6 месеци тука изгубив, тренирав, ама изгубив, немав надпреварачка сезона. Друго е кога идеш утакмица, друго е кога не играш, друго е само кога тренираш. И така да, после 6 месеци некако успеав да ја добием таа брисовница, да ступим во контакт со луѓето во Хрватска. Ја добив таа фактички брисовница и само што ја добив таа брисовница, јас се вратив во патичниот клуб ФК Тетекс. Они ми викаа, зошто не се враќаш у Љуботен? Сакај пак да ме отступа на Љуботен. Не сакам, пошто бев разочаран од самото, не од раководството, од шефовите на случаен штаб. Така да, Тетекс, за да ме врати во живот, ме врати 93-та година, ме врати во Вардар Бавелница на испратен ствари, на позајмица. Вардар Бавелница гласеше тогаш за тој регион. Беше на добар глас, беше у самиот врв. Тука беше Југород, тука беше Бистрица, значи Башкими, значи тој беше еден регион што беше до Гевгелија фактички. Значи тој јак, таа републичка лига што викамо дека сега наша прва лига, тогаш беше таа републичка лига во тоа време. Бев прифатен супер, значи добро,
Тетекс беше прволигаш, значи тогаш до самостојување на Македонија немаше место за нас тогаш таму, пошто беа маличи, има доста Ака Стојчевски, Зибер Чупи, Радмило Јовановиќ, значи еминентни имиња во фудбалот. И аз помладите, фактички ја да се вратим за да се регенерирам на некој начин, бев испратен на позајмница. Меѓутоа со добро спремен, да речемо, кондиционо. Значи, јас, кај мене постоело професионализам, работа и само работа, јас покажав и докажав и дадов 19 или 20 гола во Вардар Бајменица, каде што ние завршивме на трето место. Таа година таму, но, за жал, Тетекс испаѓа од првата македонска фудбалска лига. Таа година. И почиња еден распад, да речеме, во ФК Тетекс. На играчки план. Значи, се најавуваја големи, можем тука да покажам, големи заминувања се најавува, каде што буквално мене као дете солзи на очи ми доа Тетекс да испадне од прва лига, тоа беше нешто за мене непоимливо, ме разбираш. И стварно се добив позив за да се вратам назад. Значи, се врти околу Тетекс. Незавидна и неизвестна судбината на Тетекс по испаѓањето од првата лига. И значи, кога ова го прочитав, уште не бев контактиран, после самата објава на ова, фактички бев изненаден. Кога се прочитав дека Зоран Трпковски, кој беше отстапен на Вардар Бајменица, Тони Илиевски и Трбе Завевски од Јухром, значи да се вратат, бевме побарени да се вратиме назад. Значи ова е 94-та година, 93-94-та година кога се враќам во матичниот клуб. Голема сатисфакција, желба, морал за работа. Во тоа време доаѓа на кормилото Мирослав Јаковлевиќ, помошен беше Саре Вучевски, со добро обавени припреми на Попова шапка, значи добра структура на клубот и најавување на брзо враќање пак во првата лига. Можете да видите и оваа слика е таа генерација. Значи, кај што е Борче Јовановски, Дончо Богдановски капитен, Цеков, Јовановски, Блажевски, Стојчевски, другиот Горан Јовановски, Савески, Сибиновски, Трпковски, Серафимовски, Бела, исто голгетер на македонска прва лига, Симовски. Значи, влегов во таа екипа, значи фатив, обезбедив место, статус на првотимец. Меѓутоа, после трето, четврто коло, пак не знам од кои неразвидливи причини, пак застанав, мислим, бев отстранен од тимот и бев само резерва. Пак ќе речам, фудбалската игра е неправедна. Неправедна спрема секого. Знаеме и како и зошто. Еве сега сум и од тој табор гледам и сега сум и управен дел на ФК Тетекс и гледам што се случува и како тоа оди и се. Значи, во тој момент едноставно сум ја немал таа битна поддршка. Кај што сум требал да застанем и да покажем тоа што знаем и да дадем тоа што сум го сакал за матичниот клуб. Меѓутоа, како што реков, фудбалската игра е сурова, така да и тоа што сум го остварил сам, без ничива помош, само со работа, труд и нормално спортско живење. Професионален приступ. Веројатно заминуваш тогаш од Тетекс. Па да, заминувам, значи тоа беше зимски природен рок, заминувам, значи естетскиот дел останувам тука, се задржувам, на барање мое фактички барам исписница од клубот и заминувам во Бистрица или во Југохром се. Не сум баш сигурен, ама мислим дека беше Југохром. Југохром се бореше за да влезе во таа квалитетна втора лига. За мој пех, се добро прифатен, нормално работа, на пред утакмицата со Тетекс за куп на Македонија,
на лаган тренинг од Савајле, јас се повредувам со половината кишмана. Така да и таму ми пропадува 6 месеци. Значи кој нешто не сака, кој ќе тргне напаку со сила, не можеш ништо да бркаш. Така да и тука ми се изгубени 6 месеци и после, мислам, не ми правеа проблем за исписница, јас се враќам во ФК Бистрица, каде што има големи амбиции, добар спонзор, транспорт, експедиции, вамо таму. Значи, бев, мислим, задоволен со тоа што ми го понудија и радосен сум што тогаш Бистрица успеавме да внесеме во таа републичка јака лига. Како што може да се види на сликава, значи Дончо Богдановски ни беше тренер и играч и тренер, така да успеавме да внесеме Бистрица таму каде што заслужува, пошто Бистрица, Југохром, Вардар Бавеница биле СЕМ, Тедекс и Љубоден биле поголемите клубови во општинскиот дел, каде што многу играчи од Тедекс се калеле играчи на Тетово. Бидејќи не може немало место за сите во Тедекс и во Љубоден. Тие биле као подружници. Што и ден денеска треба, например, Тедекс и Љубоден тоа да го има, меѓутоа, нажалост, од кои причини и услови се така опадна и тоа се нема и жалост е што општинската фудбалска лига не функционира. Многу играчи произлегле од тие општински фудбалски лиги, значи квалитетни што се продале. Меѓутоа сега време е да знаеме како се и така кубуриме со наши играчи, морамо да се подпрема на играчи од страна. Тоа. После Бистрица што следува? После Бистрица, значи, добивам повик од Љубоден. Љубоден, кој што не да речеш дека сакав да дојдем таму, меѓутоа бев убеден и разубеден од луѓето кои што беа таму од структурата. Значи, ќе спомнем покојни Андро Исмаил Ваити, председателот, значи стриктно се заложи да дојдем. Тука е Кузе се, не знам како се презиваше, меѓутоа луѓе кои што го сакаа стварно Љубоден и сакаа да направи една добра екипа и каде што тренер највише дојдов ради покојниот Љубо Павлович. Љубоден таа година испадна од втора лига и најавуваше експресно враќање во втора лига. Иако финансиите беа минорни, меѓутоа се можеше да се врати. Значи се правеше екипа дека спрема екипите гледано од таа сезона, мислимо дека имаме шанса да се вратиме. Така што и стварно испадна така, јас дојдов као првотимец и одиграв 36 утакмици, значи без ниедна пропуштена, значи. Љубо Павлович не беше тренер и не влеговме за 2 бода во таа втора лига. Значи влезе, а маđари го втор беше гостивар, бевме ние трети. Значи со 43 бода влезе маđари, не влеговме ние со 41 бод. Значи за 2 бода. Таа беше неуспешна сезона на ФК Љубоден, иако финансиски Љубоден кубуреше многу тешко, али кој се сака фудбалот се игра некогаш и од срце. Значи, неминовни се резултатите, ако има хемија, ако има синтеза у самиот клуб, доверба меѓу играчите, мислам дека успехот е неминовен. Не е се во пареда, као што гледаме, ако нема паре не се игра. Значи, беа поставени така, беа околу една фамилија. Значи, Баче, Омановски, Симовски, Короновски, Зико, значи, јас, позајмени беа Тоска, Оклески, као перспективни деца од Тедекс, пошто ги отступи и Пипа Серафимовски, значи, Зоран Павловски, Швајен, значи, тие деца беа подпомогнати, Љубоден беше подпомогнат, значи, имавме ние поискусни. Така да направивме една добра екипа кај што Љубоден се задржал. Сега, со моето работање, залагање, у ФК Љубоден дојдов и до самата капитенска трака, која што лично ми ја додели председателот Исмаил Вајти, за коректно, мислим за голема коректност, за као работник, као добар играч, као се наметнав као лидер на екипата и мислам дека перфектно за Љубоден не може да кажем ништо лошо, затоа што мојата фудбалска кариера е 7 години и моето фудбалско знаење дадено во самиот Љубоден. Што ми е жал што не можем тоа да го кажем за ФК Тедекс.
Значи за ФК Тетекс имам спомени до младинци кога бевме шампиони, станавме шампиони. Меѓутоа, криво ми е што фудбалското знаење, делот од моето фудбалско знаење, делот од моите голгетешки способности што ги имам, не може да ги даде баш за мојот матичен клуб. Едина болна точка ми е тоа и така ќе ми остане. Така да имав една понуда, додека игра во Љубоден, Маđар се појави. Зоран Мирковиќ, тогашниот Зоран Мирковиќ, влезе свеж капитал во Маđар и Солидарност, а таа година Маđари се бореше исто да влезе во втора лига, али конкурент му беше Дрита Боговиња. И сега ние имавме добра, страшна екипа, кај што и Љубоден и Дрита, Дрита и Маđари се плашеа, од Љубоден, дека да, бодовите беа пресудни, пошто двете екипи не гостуваа. И Дрита, пролетниот дел, и Маđари. И во тој момент се нудеа. Пале, вамо, тамо, кој да влезе, што да влезе, влезе Маđари, испадна, побогатиот клуб да влезе во тој момент. И со моите добри игри бев запазен од окото на председателот Зоран Мирковиќ. Меѓутоа, јас во тоа време, више имав 33-34 година, више работев, значи во Тетекс, во комбинатот. Патување довише не можев, нема време, значи и тоа беше одлуката што јас не изиграв една година или две во Маđари Солидарност, не заминав. Останав верен на Љубоден. Така да фудбалската кариера ја завршив во Љубоден. Последна моја утакмица беше со Гостивар, јак Гостивар, моćен Гостивар, со еден Менга, било Топчију, било Аврамовски, значи Божиновски, значи многу јака екипа на Гостивар, кај што јас фактички не подценувам никого, мене ми биле сите соиграчи, јас у тоа време бев најстар. Тука беше само Ѓорџевски, популарен пиперчиш, така во Тетово, како што вика продаднивак. Он после ја водеше таа структура на помлади фудбалери. Така да, упрештенијата утакмица ми беше со Гостивар, каде што Гостивар го победивме со 1-0. И тој пораз Гостивар и не влезе во втора лига, што и денеска некојаш кој се видим со Менга, со тие редови работи, со Топчију, вика, ради таа утакмица не влегов, ради тие 2-3 бода што вие не ги дадовте. Но сепак, значи, фудбалот не е се да бидеш јак или да бидеш, да имаш екипа. Значи, духот спортски, и ако сакаш некого да победиш, може да се победи. Значи, послабиот може да победи појакиот само со ако стварно екипата диши еден за друг. Да, ако има хемија, ако има залагање, и ако има желба. На колку години завршуваш со активно играње фудбал? Значи, мојата фудбалска кариера почна 80-та, завршува 2004-та. Тоа беше јануар месец 2004-та. Не, февруар, поточно. Значи ги пројдов зимските подготовки и значи тамо второ, трето коло јас долев со одлука дека последната утакмица ќе биде со Гостивар и така на 34 години завршив со фудбалската кариера. Обично фудбалерите кога ќе завршат со активно играње, почнуваат да бидат тренери во младинските категории, почнуваат со тренерскиот занат да го печат, што се вели. Дали имаше таква понуда да продолжиш да водиш некоја млада генерација во Љубоден? Да, имав една таква понуда од страна на председателот Исмаил Вајти, затоа што Љубоден имаше своји категории, имаше младинци, имаше и пионири. Меѓутоа, седнав и трезвено размислив, ми дадоа луѓето време, јас дефинитивно кажав дека не се пронаоѓам тука. Значи, големо е времето на... Треба големо време да се одвои. Меѓутоа и ги знаев и разговарано беше отворено дека и малце и условите за работа беа тешки. Знаеме како фудбалот се менјаваше од година во година, знаеме дека Љубоден беше во криза, па ќе почне, па нема да почне, па како ќе почне, што... Така да, обврска и голема обврска да се биде, да се преземе школа и да бидеш тренер на една школа. И тука не се најдов заеднички јазик со луѓето да ме сватија дека не сакам тоа да работим. И фактички од 2004 кога напуштив ја фудбал, до пред 5 години јас бев тргнат целосно од фудбалската игра. Сега споменат до пред 5 години. Сега ќе кажеме и што се случуваше пред 5 години.
Во тој период, значи, Тетекс, до тогаш Тетекс своите надпревари како домаќин ги играше во Скопје, беше домаќин во Скопје, клубот беше отуѓен од тетовчани. Можам слободно да кажам, тоа сум го кажал и многу пати во други емисии, најцрниот период во историјата на Тетекс беше тој кога клубот играше домаќин во Ѓорче Петров, во Мажари, па еден надпревари на Градски во Скопје, па и неколку надпревари и во Велес како домаќин. И во тој момент се случува распад на клубот. Тука во Тетово се формира иницијативен одбор за спас на фудбалскиот клуб Тетекс, во кој што си член и ти. Како се случи тоа и како се организиравте тогаш да се спаси Тетекс? Па вака сега. Убаво кажавте и самите вие, тоа е најцрниот период од постојањето на фудбалскиот клуб Тетекс. Поготово за мене кој што Тетекс ми дал превише, значи никогаш не можем да решим против Тетекс. Јас лично го доживував многу болно тој период. Иако Тетекс го пратев, и вие сами да знаете, сте дел со мене сте биле, кај што ја Тетекс не сум го пропуштал каде да игра. Значи, и се додека постоим, значи, Тетекс ќе го пратим Тетекс. Дали бил во клубот или не бил во клубот. Во тоа време се изнајде можноста, значи може би сега не сакам да карикирам или да се наметнувам, во тоа време, значи јас како што го пратев Тетекс, го пратеше и мојот пријател Мирче Блажевски, спортски работник, и дојдовме до една теза, баш и се сеќавам на местото кога најде и навијачов, волјата на навијачи Војводи, Овца, популарен Овца, каде што ги замолив луѓето, дај да направиме нешто да видиме дали може Тетекс да се врати во Тетово. Значи, ова беа моите зборови и останам тоа некако на стенд-бај, зашто слушавме дека клубот ќе би се продаде, клубот ќе биде скопски, клубот ќе биде Маđари, влегол Русин, влегол ова. Значи, све тоа може би имало нешто вистина, меѓутоа, ние више кога и тој го разбравме, свативме дека Тетекс може и да го нема. И понекогаш сијате иницијативен одбор формиран од страна на Мирче Блажевски, фала му на Ацко Трифуновски, на Ике Јовановски, на Бошко Блажевски, значи се направи едно иницијативен одбор како Тетекс и видовме дека има шанса дека Тетекс може да се спаси да се донесе од Тетово. Значи јас не викам дека сум дел од тој иницијативен одбор, не сакам, а јас увек ја зборим вистината. Јас се наметнав, спонтано влегов во тој управен, во тоа здружение за спас на Тетекс. Вие може би не бевте тогаш на таа Принц каде што се одржуваше тоа, меѓутоа јас као револтиран и као матичен клуб мој Тетекс и револтиран од луѓето што у тој момент Тетекс го водеа и што сакаа да направа со Тетекс, јас бев дојден од страна на граѓани и да поставим прашање што со Тетекс и како со Тетекс, а знаев се што се случува и до каде ќе дојде тоа. Јас тоа бивав напоменат уште пред да се случи тоа. Меѓутоа градот беше глув, градот беше нем. Значи, Тетекс едноставно испаруваш. И значи се помирија многу луѓе дека Тетекс више у Тетово го нема. И дека никого нема, гајде ќе замине нешто свето и ќе се отиде. Меѓутоа на нас 5, 6 души, 7 души, 10 души да речемо, да не забравам некој да не биде навреден. Макотрпно се боревме, го донесовме Тетекс во Тетово. Значи, почнавме од нула, значи собиравме пари по луѓе, траживме спонзори, баравме спонзори. 5 дена пред првенство, ние имавме само 5 играчи. А требаше да почне прво коло за 3-4 дена. Ние нема екипа. Голема благодарност до Ике Јовановски. Еве, Мирче Блажевски, Ацко, јас тука, Цоле Урошевич, Лјупчо Перински ќе го спомнем, ние скрпивме екипа, каква таква од младинци. Голема благодарност до покојниот Љубо Павлович, што не е меѓу нас. Значи, и неговата школа се виде дека даде доста играчи у тој момент да ние се покриемо и да ја истерамо таа сезона. Нас може би таа сезона Господ не награди да останеме во таа втора лига. И останавме, ама останавме, значи, свите сплотени заедно, немаше задкулисни игри меѓу
сите нас. Значи правевме ако требаше и по 2 состанока, по 3 состанока. Секој своите пријатели, своите луѓе, дали било на судиски план кој познава судии, дали кој познава играчи, кој познава тоа, значи правевме стратегија како ние да победиме или да земеме бод, или како да се организираме, за да ние докажеме нешто, пошто Тетекс беше озлогласен, одстрелен од страна на бившето руководство. И ние бевме представени у фудбалот, Тетекс беше паднат на многу ниско ниво. И ние се како да се додвориме на тие луѓе, делегати што ќе доаѓа, суди, како ние тоа све да го направиме да Тетекс опстане у лига. Ние успеавме во тоа. Може кој сака да збори што сака да збори, да каже, значи со помош и на навијачката група Војводи. Значи они се не расхилив дел од Тетекс, и ќе бида така. Значи ние успеавме на некој начин да Тетекс го ставиме во таа лига. После како се одвија работата тековни, знаете и самите, значи ние како што идевме, се соочувавме, значи место да видиме напред, ние некако ја тераме работамо, ама некако како да стагнираме. Некако почна и овој иницијативен одбор да се ситни во продолжение како што изминуваше времето. Да. Меѓутоа сега сакам нешто друго да те прашам. Тогаш тој иницијативен одбор подоста се трансформира и во управен одбор на фудбалскиот клуб Тетекс и тука веќе добиваш функција комесар за безбедност. Зошто баш функција комесар за безбедност, а не пример спортски директор? Па да, сега, јас се наоѓам, има поеминетни имиња. Мене, јас ви кажав, кариерата моја и целост, не сакам, никогаш не сум бил наметлив, да јас сега нешто барам, не сега дека не можем да го обавувам. Тоа, меѓутоа, не сакам ради тоа што мојата кариера е таква мала, ама за мене сладка, затоа што таа е заработена и со пот. И колку толку, така било да речемо до тој лимит да јас се те настанам во Хрватска, настанам, не знам каде ви го крајат, меѓутоа задоволен сум и со тоа што сум. Има поеминетни имиња, значи и никогаш не сум се гледал како спортски директор да бидам на ФК Тетекс, меѓутоа се другото што може да помогнем на ФК Тетекс, стоим на располагање и ден денеска, значи може да им помогнем, помагам. А за комесар за безбедност како падна моабетот? Падна дека треба фактички од тој иницијативен одбор за спас на Тетекс. Значи, како што кажавте, вие почна да се ситне. Значи, останавме, да речемо, го спобиле 10, 11, 12, 15 души. Останавме 5 до 7 души. Ја пак ќе речем, сега се иситни на тројца. Четворица. Еве ќе спомнем Мирчевски, ќе спомнем Трифуновски, Блажевски и Трнковски. За жал го нема Јовановски, Ике, го нема Стојмир Урошевич, еминентно име. Значи, и други фудбалери на Тетекс што може да помогне, значи, ние ставно сме зборели кој сака е добре дојден у ФК Тетекс. Меѓутоа, интересот се, може би луѓе се, другите се размишљаа од причини, се немаш никого со сила да натераш да биде дел од клубот или без разлика. Не дека некој сака Тетекс, далеко од тоа. Или сега да речеме дека ние го сакаме Тетекс, некој друг не го сака Тетекс. Не размишлам така на тој план. Ми се понуди комесар за безбедност. За мене е апсолутно познато, ама и непозната работа. Меѓутоа, кога човек сака нешто, го сака фудбалот, све се учи и тоа е нормално. Бев на лиценцирање во Фудбалска федерација. Ја положив таа лиценца, сега ја обновив пак. Таа на 2 години се обновува, значи сега бев пак пред. Значи, задоволен сум од тоа што го работам. Значи, пак ќе речем, пред се е Тетекс. Сатисфакцијата е друга работа, клубот е друга работа. Значи, пред све е Тетекс. Па све другото е останало. Кои се обврските на комесарот за безбедност во организацијскиот дел и во текот на надпреварот? Значи, пред почеток на надпреварот, после завршување и во текот на надпреварот. Вака сега, видите, комесарот за безбедност вама во македонскиот фудбал, тоа е голема работа. Кој како ќе го свати, затоа што УЕФА, тоа не е наложено да речемо ќе ни текне па ќе бидеш комесар или без. Тоа е значи тешка функција, каде што има големи правила и норми поставени од страна на УЕФА, а самата федерација налага да ги спроведеш на еден надпревар. Значи, работата на еден комесар е да се организира, да се пречекаа прво гости,
да се пречека судија, да се пречека делегат, да се обезбеди нивна безбедност. Значи, безбедно да пројде надпреварот, безбедно да се испрата. Значи, целата гаранција, целиот ритуал, значи, од почеток до завршување на утакмица, до безбедно заминување на австриската екипа, комесарот е тоа фактички негова работа да го направи и да го изнесува. Еден кикс, не дај Боже, значи комесарот е прво кривично одговара, е повикан федерацијата, значи, ја тука имам една замерка и јавно ќе го кажем ова, затоа што ова ќе иде на YouTube, ја истото сум го разговарал и у федерација, комесарите за безбедност са многу битен фактор у фудбалот, меѓутоа не застанала федерација за нив. Она те лиценцира, она те обучува, она ти дава правила и нормативи, а она те казуе, а ти немаш никаква надокнада за тоа. Значи, што ако клубот, Тетекс, пример, нема утре да, ако се, не може да се случи нешто, ако не ме покрие мене, што правам? Согради од мене едноставно. Да. Значи, да објасниме на гледачите, фудбалските тренери си имаат свој синдикат. Тој синдикат одредил дека тренерите со про лиценца во Македонија ќе имаат минимална плата од 500 евра, тренерите со А лиценца ќе имаат 250 евра. Фудбалерите исто така си имаат свој синдикат и тие имаат минимална плата загарантирана од 250 евра. Значи, твојот муабет е дека и комесарите треба да имаат една загарантирана плата, бидејќи комесарот за безбедност е една личност као поединец. Да. Еве пример ќе го земеме градскиот стадион во Тетово кој што собира 10-12 илјади публика, некоја будала може да направи инцидент на трибина, да. А комесарот треба со 10.000 народ сам да се бори и на кој ќе одговара он. Да. Сега видите каде е тука логиката. Значи, одговорноста е преголема. Значи, преголема. Јас многу пати, јас и тоа се лутам на состаноците кога ги правиме. Абе, луѓе, и кога доаѓам од федерација, сослушајте ме што е предочено и што бара федерација од нас. Значи, што бара федерација од нас. И жал ми е што никогаш на состаноци не се направило муабет, а јас си водам тоа фактички на свака утакмица што како е да се даде еден отчет како е мојата работа сработена. Јас жалим за тоа што е така, но мислам дека ќе се подобрат работите. Мислам дека секој треба работата што ја работи во клубот да работи професионално. Значи прво професионално и само така може успех да се постигне. Сега, освен тоа што си комесар за безбедност и член на управен одбор, од минатото лето си и еден од основачите на фудбалскиот клуб Тетекс, овој фудбалски клуб Тетекс 1953 кој што сега настапува во втората фудбалска лига, бидејќи знаеме минатата сезона Тетекс играше во трета лига, таа сезона се прекина, со ждрепка се одредуваше кој ќе влезе во втора и така Тетекс остана трета лигаш, меѓутоа го искористи откажувањето на лабуништа од Струшко и го презеде нивното место. Сега си и основач на тој клуб, имаше една титула плюс од овие две член на управен одбор и комесар за безбедност. Сега, што може да очекуваме од овој Тетекс? Јас секогаш сум бил, вие ме познаете добро без влакна на јазикот, и јас Тетекс го гледам од мој агол, значи не зборам за другите, не иставам кој другите луѓе, управен одбор, иако ми се тие драги пријатели, мои соработници. Јас сакам овој Тетекс сега што е под ова руководство, сега ние ова раководство смо тука и сакам апел да дадам и да не бидеме тука. Не може некој да се поигра со името Тетекс. Значи, без разлика дали ќе биде Зоки, Трпковски, клубот, Ацко или Мирше, затоа што од овие лица сега нови, чекамо нешто ново да видиме што е, како ќе биде. Дај Боже тоа што е зацртано да биде така и така да иде Тетекс во тој смер. Верувајте, нема да му биде потребен на ФК. Ама верувајте у едно ова што ќе го кажем следново, дека ФК Тетекс, кој да биде, ќе биде под присмотра и дека не може никој да го испарля името и 80 годишниот постојање од Тетекс. Тоа на секој да биде јасно. Мислам, Тетекс у моментов иде у една насока, имавме кризен период есенскиот дел, од кој причини, што причини, не навлегува,
Значи имало кадри кои што требало да реша за тоа, јас сум си имал свој ресор, тој имал свој ресор, клубот идеше како што идеше, меѓутоа се пројави светло дека Тетекс може да остане и ќе остане, ја верувам во втората лига, меѓутоа по тоа што го слушнав од последниот состанок дека Тетекс иде во права насока, дека Тетекс од јуни месец прави екипа за влез у прва лига, дека Тетекс ќе има стабилна финансиска конструкција, дека ќе се донесе играчи, дека Тетекс се планира да биде прво лигаш, дека Тетекс европски Тетекс, дека Тетекс ќе се гради академија. Значи ја тоа се го поддржувам, но се додека не видам не верувам. Се додека не видам не верувам. Да, апсолутно. А дај Боже да биде како што вие ќе бидам пресреќен. Да. Трпковски, последно прашање за денешниот тајм-аут. Дали Зоран Трпковски има некоја неостварена желба на спортски план? Па на спортски план, желбата беше голема да, знаеш таа желба е, што те ви реков, не успеав многу во фудбалот, имав квалитети, се преломија тие 3 златни кочи што викамо ние ги има секој човек, а на едно од нив ако не се кашиш, тоа е, меѓутоа сум задоволен од животот и од спортското моје работење, најдобро ќе ми биде најголема желба да го видам Тетекс во Европа. Трпковски, уште еднаш ти благодарам за гостувањето во Тајм-аут и за твоето гостопримство што не прими во твојот дом да ја снимиме оваа емисија. Секогаш сте добродојдени, фала ви на вас што ме испоштувавте и што бевте гости во мојот дом. Тоа беше се за денешниот Тајм-аут. Со нас беше Зоран Трпковски, комесар за безбедност во фудбалскиот клуб Тетекс. Слушнавме за неговата кариера, слушнавме за актуелните случувања во фудбалскиот клуб Тетекс, 7 години капитен во екипата на Љуботен. Меѓутоа слушнавме и што значи и какви одговорности носи тоа да се биде комесар за безбедност. На крајот од оваа емисија само да ве потсетам дека најдобрата спортска опрема за рекреативно и професионално бавење со спорт е во генералниот дистрибутер на ASICS во Македонија, во Скопје Сити Мол на вторката. Довидување и се гледаме повторно следниот петок.